Предлогот за огласување и именување на јавен обвинител на Република Македонија ќе се најде на собраниската седница на 4 септември. Во образложението, владата на собранието му предлага именување на нов јавен обвинител, имајќи го предвид разрешувањето на Марко Зврлевски од 17 август. Согласно законот, собранието го огласува именувањето на јавниот обвинител на Република Македонија во службен весник и во најмалку 2 дневни весници. Рокот за пријавување на кандидатите е 15 дена од објавувањето на огласот, а истите треба да добијат мислење од Советот на јавните обвинители. Владата ќе предложи само еден како кандидат до собранието. Мандатот на државниот јавен обвинител е 6 години со право на повторно именување. Советот на јавните обвинители поради немање кворум вчера ја одложи седницата, на која требаше да именува вршител на функцијата јавен обвинител до изборот на нов шеф на Републичкото јавно обвинителство. Како што истакна председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски, седницата е закажана за крајот на август. Е одложено за 29 август 2017 година, тој е вторник, на која Советот на јавни обвинители ќе определи јавен обвинител кој ќе извршува функцијата јавен обвинител времено до избор, односно именување на јавен обвинител на Република Македонија. Значи, ние ќе определиме и ќе бидете сите известени. Зошто е одложена седницата? Па поради немање на кворум е одложена. Аневски изјави дека завршител на должноста шеф на Републичкото јавно обвинителство ќе биде избран обвинител од редот на постојните јавни обвинители во државното јавно обвинителство, кој функцијата ќе ја врши се до изборот на нов државен јавен обвинител.